Револтот кај македонските граѓани од францускиот предлог расте, во меѓувреме низа на посети на високи европски представници на земјата. Северно-македонски парламент, северно-македонци. Обид за провокација или смислен начин на притисок врз македонските власти, во обид конечно се деблокира македонскиот пакт, а при тој да се прифати компромисот кој се нуди од страна на официјален Париз како можен повод за конечна деблокада на патот на Македонија кон Европската Унија. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е поранешниот македонски министер за надворешни работи Никола Поповски. Господин Поповски, северно-македонци, северно-македонски председател, северно-македонски парламент, како вие тоа го доживувате, како смислена провокација или обид за притисок врз властите во Скопје? Да се прифати францускиот предлог? Мислам дека доколку е провокација и е намерно направено така, е можеби подобро сценарио за нас, затоа што тогаш знаеме на што сме. Значи во тој случај целото на приказна за македонски, за идентитетот, за јазикот, бетонирани и така натаму, кои се водеа во цела една кампања изминативе години, биле лажни и сега ни го кажуваат тоа што било на самиот почеток планот, односно реализација на тоа. Затоа велам дека можеби од наш аспект би било подобро сценарио, знаеме на што сме. Но многу поверојатно, базирано на искуство, е дека не е толку планирана провокација, колку што е веројатно тотална незаинтересираност. И многу веројатно дека некој службеник задолжен за Twitter акаунтот во еден момент му викаат шефицата ќе оди во Скопје и тој си пишува онака како што разговараат меѓу нив, односно не ословуваат со придавки кои според договорите за кои ни велеа дека идентитетот и јазикот се бетонирани, очигледно не се. Затоа многу поверојатно е така да се случило и да праќаат да нема всушност никаква порака, туку да се работи за целосна незаинтересираност и за нив ова да нема никакво значење. Значи тоа што нас не повредува, бидејќи се сметаме излажани и бидејќи сметаме дека таква употреба на таква придавка е навредлива за нас, бидејќи сме се идентификувале како македонци и ни рекле дека тоа ни следува, е едноставно во нивни очи еден мал детаљ кој сметаат дека ќе трае до следниот ден и од утредента ќе си продолжат на иста програма. Господин Поповски, имавте можности за време на вашиот мандат да го решите проблем. Зошто во овие години не успеавме да изнајдеме заеднички јазик со Софија? Се потпиша оној фамозен договор Борисов-Заев. Тој беше некаков пат за конечна нормализација на односите, но се чини дека сега како дополнително да ги отежнавме релациите меѓу двете соседни земји. Токму тоа беше и мотивот зашто не го потпишувавме. Ако целта ни беше да се сликаме и да пратиме порака дека сме ги решиле проблемите и одиме кон ЕУ со ставање параф на бугарски договор кој го напишале во Софија по нивни трг, ќе го направевме тоа и веројатно ќе добиевме аплаузи на отворена сцена за неколку дена. До тоа потпишување, ставот од македонска страна беше дека за оние клучни прашања, неколку што се останати, а тоа беше оспорувањето од Софија на јазикот, на нацијата, тврдењата еднострани во однос на толкување на историјата, мораме да постигнеме некаков компромис кој ќе ни гарантира и нас чувство на комоција. Затоа не го потпишувавме. И нашата... Но да ве подсетам, имав можност да направам интервју со тогашната вице-премиерка Захариева, веднаш по потпишувањето на договорот. Тогаш таа во интервјуто рече дека 99% од договорот кој бил постигнат или бил усогласен со владата на Никола Груевски, бил на чекор до потпишување. И дека сте се согласиле. Ако мериме преку број на букви во текстот, да, точно е тоа, затоа што најголемиот дел од текстот е усогласен. Но она што не е усогласено се клучните работи и тие во букви се многу малку. Дали вие ќе го оспорите или нема да го оспорите македонскиот јазик со додавање на тоа дека да, можете вие да го викате македонски, ама тоа е затоа што сте напишале така во уставот, а не затоа што ние ви го признаваме. Или можете да речете има два народи во двете држави, да има, ама да не ги именувате. Значи затоа тоа е манипулација класична. Значи ви вели 99% е усогласен и да во букви, но тотално не е усогласен во суштина, бидејќи оние
преостанати 1% во букви се 100% од суштината на договорот. Јазикот, нацијата, толкувањето на историјата. Тие работи не беа усогласени. За нас, логичен еден, да речеме, компромис во европски дух би било доколку речат дека за историјата треба да ја толкуваме, тогаш би требало да ја толкуваме симетрично. Односно, како што ја толкуваме македонската страна на историјата, така треба да ја толкуваме и бугарската страна на историјата. Ако говориме за заедници во државата, и ние треба, јас лично се залагам и сметам дека треба и бугарската заедница во Македонија да биде испочитувана како и сите останати други, немаме причина да не биде тоа така. Но не можете да ги исклучите македонците во Бугарија и да ги третирате на еден Тодор Живковистички начин, а од друга страна да барате соседната земја да обезбедува некакви ексклузивни права. Тоа создава неравноправност и чувство на подчинетост кај нас. Истото се однесува и на јазикот. Нашата идеја беше дека доколку Бугарија ја признава денешната реалност, дека постои македонски јазик, нема никакви потреби да се додаваат објаснувања или изјави во кои ќе тврди дека да, ама јазикот е согласно уставот. Како тие ќе го толкуваат, тоа е нивна работа и може дома да се дискутираат доколку имаат таква желба. Но во официјалните документи кои ќе бидат дел од нашиот пристапен процес во ЕУ, нема причина за таква работа. И треба јасно и недвосмислено да речат да, се потпишува на македонски јазик и се потпишува на бугарски јазик. Како што ние не го спориме бугарскиот јазик, нема никаква причина тие да го спорат македонскиот. Господин Поповски, дали францускиот предлог е асиметричен и дали ќе се доведеме до ситуација на земи или остави? И што би било, бидејќи бевте дел од потесното раководство на ВМРО ДПМН, кое тврди или е категорично засега дека нема да го поддржат францускиот предлог, но при тоа не нудат алтернатива. Што би било планот доколку останеме, односно речеме не за францускиот предлог? Суштината на сите тие предлози се бугарски барања. Значи ние треба така да ги третираме. Ова се преточени бугарски барања со дипломатски речник за да изгледаат пофино и со еден нов убав наслов кој би бил француски предлог. И би поминал многу подобро маркетиншки отколку бугарски барања. Ме разбирате? Значи тоа е првата и основна база, би рекол, на оваа проблематика. Вториот аспект, дали би имале други, веројатно сите други, и оние предходните, и овие сегашните, и тие идните би се вртеле околу ова. Затоа што суштината на позиција за почнување на преговори на ЕУ се формира помеѓу земјите членки. И најчесто, онаа земја членка која има најголем интерес, таа ги дефинира барањата. Во случајов со нас, Бугарија има најголеми барања, е најагресивна. Ние во моментов имаме една целосна бугаризација на европската перспектива на Македонија. Во однос на последниот дел од вашето прашање, што би можеле да направиме? Значи, во оваа ситуација не е ни земи или остави, туку е земи. Значи, ние денеска сме сочени во ситуација во која владата, јас верувам дека беше искрен Ковачевски кога беше во Брисел и кога каже ова не можам да го прифатам и ги даде аргументите и аргументите беа прилично солидни. Не знам што се случувало во меѓувреме за да се смени тој став, но суштински ништо не е сменето во предлогот. Значи, да не се лажеме дека тоа што некаде сме спомнале протокол, некаде договор, некаде сме се повикале на член 12, нешто суштински менува. Во основа на нашиот процес во иднина ќе биде следново. Ќе има некаква група во позадина, во која ќе се состануваат бугари и македонци и во која бугарите ќе диктираат на македонците што треба да се исполнува. И тоа ќе биде првиот предуслов кој ќе биде поважен од сите останати за напредок на Македонија кон членство во Европската Унија. Видете вие и формулацијата на она што го нарекуваме условно француски предлог, што е суштина на позициите на Европската Унија. Таму ни се вели следното. Прети да дојдете до првиот кластер, бидејќи сега е поделено на 6 кластери условно, таму се распределени различни поглавија од работи кои ќе треба да ги согласуваме за ЕУ, а првиот кластер е она основата, значи стабилноста на земјата поврзана со судство, со внатрешни работи и така натаму. Пред да дојдеме до тоа, ќе треба да ги исполниме работите
односно точките кои ќе ни бидат наметнати преку овие протоколи, односно преку работната група за бугарско диктирање врз македонски представници. Ако тоа е станато побитно, ние тоа ще имаме сериозен проблем како да ги приоритизираме работите, што да ставиме на прв приоритет, а што на последен. Сега сме ставени во таква ситуација и точна е вашата обсервација дека сега дури не е ни земи и остави, него е еве ви го напишавме, вие треба само формата да ја обезбедите во која го прифаќате ова, а формата најверојатно, како што гледаме сега, ќе биде со некаква комбинаторика во собранието, само колку формално да се каже дека имало некаков демократски процес, бидејќи нити консултации има, нити некаква отворена дебата, нити пак тоа е целта. Целта е да се протурка и тоа е тоа. Јасно. Добро, известно е дека мнозинство во парламентот да се даде зелено светло за францускиот предлог има, но тешко дека ќе може да се протуркаат уставните промени, бидејќи за тоа ќе биде потребно двотретинска поддршка, што значи дека и ВМРО ДПМН би гласала, а тие велат не, да поддржиме уставни промени во вакви околности. Да, од бугарска страна не го гледаат тоа така. Од бугарска страна сметаат дека промената во уставот со вметнување на бугарите им е завршена работа. Тие сметаат дека нема начин на кој Македонија ќе може да се одбрани од тоа, нити пак има некакви критични причини за да се брани од тоа. И затоа тие го ставаат тоа како некој предуслов и го ставаат во пакет со заклучоци во оние протоколи кои ни ги говорат, во кои никој од нас не знае што све може да произлезе, значи небото е граница за тоа што ќе може да побараат внатре, но тие ќе одат како пакет. Ме разбирате? Значи во бугарски очи ние тоа што велиме дека нема ВМРО да гласа за уставни промени, за нив е завршена работата. Значи тие не дискутираат нити размислуваат за тоа. Векаат добро, во ред, нема да го направите овој месец, ќе го направите следниот, нема следниот, тој после него и така натаму. Значи патот до тоа во нивни очи е извесен. Јас мислам дека ако гледаме на алтернативни решенија, како би можело ова да се надмине, тогаш број 1 би била национална согласност, односно обединување околу некои ставови. И тие ставови... Господин Поповски, во собранието беше изгласана декларација со заедничките црвени линии поддржана од сите политички чинители, партиски. Инициирана од ВМРО ДПМН. Без никаков ефект во пракса, затоа што во пракса вие сега имате понуда за бугаризација на европскиот пат, во кој немате никаква кочница, нити никаков инструмент за тоа да го одбегнете. Единствениот падобран во таа приказна ни е дека некогаш во иднина ќе имаме во Бугарија бугарска влада која ќе биде повеќе фокусирана на европската иднина на Балканот, отколку на внатрешни препреки. Затоа што во моментов бугарската позиција е резултат на внатрешно политичка ситуација. Тие се надмудруваат на грбот на Македонија кој ќе има потврди ставови. Но тие сметаат дека оваа власт е подготвена да го прифати тоа, затоа што со лажна меѓувладина, која е можност за сликање, пораката ќе биде пратена дека еве газиме кон Европа. Не е реално така, но сметаат дека тоа е математиката и дека таа математика е доволна за власта да биде убедена. Исто така сметаат дека за опозицијата се надева дека може да биде власт, би посакувала ова да помине на еден или на друг начин, за да може понатаму да не остане ова пречка која би требало таа нова власт да го имплементира ова. Господин Поповски, дали ривалитетот помеѓу најпрво Димитров и Османи, потоа и Маричич, ја доведе македонската дипломатија до неспособност, наместо во намерите или обидите за градење на добрососедски односи, базирани врз искрени и добронамерни потези? Не знам колкав е ривалитетот, нити па мислам дека е битно за нас да се занимаваме со тоа. Битни се резултатите. А резултатите се поразителни. Затоа што ние денеска имаме веќе 2/3 од истиот тој тим кој жали за тоа што сме подпишале договор или сме се ставиле оваква ситуација и се едни од најизвиканите критичари. Имаме ситуација во која до вчера беше критикуван и напаѓан, денеска е веќе
целосно поддржувам овој последен предлог кој очигледно сака да се протурка во собранието и очигледно дека математиките кои бугарите ги наметнуваат и ги спомнуваат долг низ години наназад за кој каква фотелја ќе фати, се многу побитни отколку одбраната на некои основни принципи, вклучително и оние кои сме ги освоиле во собранието со меѓупартиска согласност. И дека врз основа на таа математика кој на која позиција ќе биде, зависи колку ќе се брани определена позиција или не. Тоа е најпогубното. Затоа ви спомнав кога прашувате за алтернативен пат. Ако ние сме согласни што сакаме да постигнеме, и ако речеме, нас ни е битно да станеме земја членка на Европската Унија, патот кој го предлага сега во оваа форма, значи владата предводена од Ковачевски е све да прифаќаме, да климаме со глава, да трчаме, ќе изедеме многу ќотек по патот, но тоа е најбрзиот пат за да стигнеме до целта. Алтернативата на тоа е да покажеме дека имаме работи кои сме подготвени да ги браниме во тој процес. Не да оспориме дека сакаме да стигнеме во Европската Унија, но да им стане и нив јасно дека и ние имаме определени граници кои сакаме да ги зачуваме. Во тој контекст, ако гледаме сега вака со ладни глави чисто на оваа ситуација во која сме ставени и имаме национална согласност од сите, прва работа што треба да направиме е да го кинеме договорот со Бугарија. Веднаш и недвосмислено. Од 2017. Самите автори велат дека сме доведени во ситуација на заблуда, дека онаа гаранција од Бугарија, единствениот адут кој го имаа тогаш за туркање на тој договор, беше дека имаме поддршка на евроинтеграцијските патеки од страна на Бугарија. Тоа го немаме. Тоа го немаме не само според тие кои беа критичари на тој договор, него го немаме според најголемите партизани и најголемите поддржувачи на тој договор. Ако го немаме, не гледам што е основата за да дадеме форма само за протоколи, па тоа можеме да го туркаме и без тоа. Но тоа не сме да биде изолиран гест. Јас мислам дека во ист момент треба да го направиме со целосна согласност од сите. И суспендирање на договорот, и внесување во уставот на бугарите, заедно со хрватите, црногорците и грците, доколку тоа го посакуваат, за да не се доведеме во ситуација за X години од сега повторно да отвараме, може многу легитимно, било која грчка влада во иднина да рече сите ги внесовте околу, само грците не сте ги внеле, а бидејќи кај нас очигледно за набројување бројката не е фактор, во тој случај тие самите би можеле да речат во ред колку и да имаме, тоа е наше право и го бараме. Како вие ќе им објасните на хрватите, македонците во Хрватска ги имаат сите права, по сите конвенции, добиваат и буџет, ние на хрватите не им обезбедуваме обична репрезентација и набројување во уставот. Зошто? По која логика? Сосем логично може да ни го постават тоа прашање. И не сметам дека Македонија има било каков интерес да се спротивставува на внесување на бугарите во уставот. Значи, ние не треба да ги намалуваме нашите стандарди, затоа што некоја соседна земја се однесува тирански кон своите граѓани кои се од различно етничко потекло. Ние нема да ги подобриме стандардите за македонците во Бугарија ако правиме репресија на бугарите во Македонија. Сосем спротивно. Сугерирате диалогот да продолжи. Да. Дари низ директни разговори или со посредство? Меѓународно посредство. Директни разговори, меѓународното посредство во нашиот случај ќе се манифестира во оваа форма. Значи вие сега имате бугарски барања кои се спакувани во европска амбалажа и стануваат европски барања. Значи од следното утро кога ние ќе се разбудиме на оваа меѓувладина конференција за сликање, така треба да ја именуваме, бидејќи е меѓународна конференција за сликање. Имаат измислено нов речник во тој контекст, вика политичка меѓународна меѓувладина конференција за пристапување. Не постои таков формат, тоа е за да се сликаме и владата да каже почнавме европски преговори, а суштински внатре вели додека не ги исполните сите оние критериуми, промена на уставот, протоколите, значи заклучоците од групите, дали ќе биде тоа учебникот, дали ќе биде Гоце Делчев, дали ќе биде Цар Самуил, дали таблите, не знаеме. Веројатно сето тоа ќе биде проширено и надградено. Нема да дојдете до вистинската меѓувладина. Почитувани гледачи, следите интервју со екс-министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во 2017 напишавте: бугарските политичари би биле подеднакво сенети како Желјо Желев ако Македонија биде час поскоро дел од Европската Унија. И денес го мислам истото. Мислам дека Бугарија има пропуштено
многу веројатно историски шанси, но ниедна не е толку погубна колку можноста да изигра една позитивна улога во однос на Македонија. Мислам дека бугарските политичари вака ќе ги носевме на рака, доколку интелигентно низ овие години се поставеа во улога на еден позитивен ментор и бранител на каузата за македонско членство во Европската Унија. А како некој да им напишал скрипта за воредно полагање на воредна сесија, како да паднете на испит за поддршка во Македонија. Сите погрешни чекори кои можеа да ги направат, нити еден немаат пропуштено. И затоа мислам дека верувам во таа изјава, дека можеле да изиграат сосем спротивна улога, но ги пропуштиле сите можности. Не велам дека не може сега да ги искористат и доколку интелигентно размислат меѓу себе и имаат национален консензус околу тоа, Бугарија најмногу ќе профитира ако се промовира себе си во најголем промотор на европско членство за Македонија. Која е целта на политичко-партиската обструкција од страна на ВМРО-ДПМ во однос на овој предлог, имајќи во предвид дека после одреден период можеби и тие ќе дојдат на власт и ќе се соочат, ако сега не се реши проблемот со Бугарија, дека тие ќе треба да го ладат жешкиот костен. Мислам дека на сите им е јасно, и во позицијата и во опозицијата, дека патеката која имаме фатено е за насилно поминување на предлогот, односно усвојување и чекорење кон меѓувладината конференција за сликање. Во тој контекст, веројатно, најлогичниот одговор на опозицијата е дека, бидејќи нема да бидеме на сликањето, нема никаква улога да учествуваме во возможување за владата на таква себе промоција. А вистинската игра околу ова прашање не е поминувањето на предлогот, туку повторно се сведува на уставните измени. Но во тој контекст пак би било многу попроблематично бранење на позиција зошто не би ги внеле бугарите во македонскиот устав, отколку спротивставување на сегашниот метод кој ќе не доведе до целосна бугаризација на европскиот интегративен процес со заграда, и овдека оставам исклучок, доколку не дојде до некое револуционерно освестување во бугарските политички кругови и да речат луѓе овдека ние имаме можност да добиеме наши навивачи. И Македонија да стане сериозен навивач на зближување, на градење на мостови помеѓу Бугарија и Македонија. Пред пад на владата на Кирил Петков, Петков побара да се изгласа во собранието за да се даде зелено светло за старт на преговори. Тогаш свесен дека ќе падне владата, но со порака утре ќе биде нов ден. Дали на Македонија иследува можен пат на владата ако продолжи ваквата политика и можни предвремени парламентарни избори? Петков коректно го изигра тоа во сопствена корис, затоа што имиџот на човек некој се замара со оправање на историјата, туку со градење на иднината, многу попаметно беше да го стави тоа прашање во парламентот. Дополнително на тоа му е што позициите на бугарската влада се позициите кои секогаш биле, да речеме, од усвојувањето на нивната резолуција во собранието, во нивниот парламент, до сега биле конзистентни, значи не направиле никакви отстапки. Значи тие ги зачувуваат позициите, задржуваат имидж на ние сме за иднината, не сме за историјата, а во исто време нас ни ги оставаат жешките костени да ги ладиме. Во нашата ситуација мислам дека е спротивна малку, мислам позицијата на властите, бидејќи владата смета дека со поминување на еден или на друг начин, значи не транспарентно, него на јуриш на овој документ низ собрание, обезбедува некакво алиби за некаков демократски процес, а во исто време добива бонус со тоа што меѓувладината конференција за сликање ќе бидат тие и ќе се упати порака на еве испорачавме, почнавме европски преговори, бидејќи масата од населението нема да се занимава со бирократските називи, него ќе биде еве тргнавме кон ЕУ. Мислам, тоа им е пресметката. И велат и да паднеме, ако паднеме на таа приказна е многу по добро да паднеме со
тие причини, отколку заредица други чинители кои се гледаат во делот на економските перформанси, во недостатокот на странски инвестиции или тековната енергетска криза. Значи сите овие причини се многу поболни отколку ако се рече да, тоа беше европска влада, се стикаше таму на меѓувладина и го помина предлогот. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Почитани гледачи, тоа беше Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи, а по кратката пауза за реклами следува мојот следен соговорник, а тоа е професорката Веселинка Лабровска, која е дописен член на Македонската академија на науки и уметности. Следете.